Добар ден сите почитувани представници медиумите. 12 години моќниците од локалната власт, предводена од Маријан Ристевски, се богатат на сметка на осиромашените граѓани на Прилеп. За градоначалникот Ристевски, ревизорскиот извештај со кој се потврдува криминалното и коруптивно трошење на народните пари бил обичен плагиат. Градоначалникот треба да знае дека ревизорскиот извештај е доказ во евентуалната кривична постапка и судот ги прифаќа ваквите документи како докажани факти. Каков плагиат е фактот што државниот ревизор констатирал дека во сметковосвената евиденција ги нема документите за побарувања од 90 милиони денари, пријавени во завршната сметка за 2015 година. Наместо празни и очајни обвинувања, Маријан Ристевски треба да одговори каде исчезнаа документите за побарувања од 90 милиони денари или за скоро 1,5 милиони евра пари од касата на општина Прилеп. Треба да одговори зошто дозволил од влагањата се подигаат пари за патни и дневни трошоци, без евиденција кој износ за што се подига, за какви потреби и за кое лице. Дали тие пари се трошеле за партиски потреби на ВМРО ДПМН? Зошто Ристевски префрлил 7,5 милиони денари на повеќе здруженија, без да се донесе план и програма за тоа? На кои граѓански здруженија ги префрлил парите и дали се доставили извештаи до локалната самоуправа за тоа како ги потрошиле средствата? Доколку Маријан Ристевски не сака да одговори на јавноста, убедени сме дека за одговорите кои треба да ги дадем пред надлежните органи. Затоа понесовме и кривична пријава. После 15 октомври доаѓа нова одговорна и отчетна локална власт, која што ќе ги троши парите за решавање на проблемите на граѓаните. Завршува времето за лично богатење на грбот на граѓаните. Ви благодарам.